Почитувани пријатели на Трибуна, денеска наш гостин е Ана Глигорова од Сдруженијето Движење на слободни граѓани, носител на изборна единица 1 во коалиција со Граѓанско-демократската унија. Ана, добре дојде. Која е Ана Глигорова? Пред секако борец за човекови права, граѓански права, работнички права, режисер во телевизија, долгогодишен, човек кој се бави со видеоуметност, со општествени науки. Значи, цело во ова време јас се бавам и со истражување нови општествени појави, паралелно со граѓанскиот активизам, со целата оваа политика која ни се случува, пред се социјалната политика на прво место и економската политика. Во моментот се доживувам како некој што влегува во ринг, во борба со многу посилен противник, а тоа се големите партии, но сметам дека тоа е предност, бидејќи зад мене нема политички опашки, никога што сум била дел од власта, било која неми, ни локална, ни извршна, ни законодавна. И сметам дека со овој граѓански активизам јас и мојот соборец Маријан Ненов ќе ги придобиеме луѓето да погледнат код нас, бидејќи ние веќе ги придобиваме долго време. Како го доживувате и преживувате периодот со пандемијата на коронавирусот? Целиот овој период прилично стресен. Од аспект на сите оние ограничувања, нели, социјалната дистанца, целата на оној полициски час, сметам дека беше и преригорозен. Некои држави помина и без тој полициски час. Сепак тоа е нивото на свеста, нели, луѓето треба да сватат дека тој вирус навистина постои, бидејќи гледам некои не веруваат дека постои вирусот. Сега прашање е дали тој е синтетизиран во лабораторија или не, тоа е веќе една друга дискусија, но гледам дека луѓето не веруваат, па дури се оди до заговори дека некому се плаќале пари да неговиот починат го запишат дека починал навистина од корона, семејствата, што сметам дека се небулозни работи. Тако нешто би спливало веднаш на површина и тоа се кривични дела во секој случај, некој некому да кажува нешто. Второ, во контекст на наглото намалување на бројот на заразени, мене ми е проблематично, бидејќи кај нас голем број на луѓе не се тестирани за вирусот, а можеби во овој момент го носат и се прилично заразни. Јас го поминав читајки, следејки посебно наша политика внатрешна, пратејќи оваа техничка влада, пратејќи и уредбите кои ги носи во еден период на вонредна состојба и онака истражувајќи на тоа поле. Како ги гледате работите од она што поминавме и што ќе следи од економски аспект? Здравствениот удар на светската економија веќе се покажа во сите држави и во оние многу поразвиени економски од нас, како што ете Германија. Германците веќе покажуваат колку им е колкав губиток имаат од овој удар на пандемијата во контекст нели на економијата. Така да Македонија, која и до вчера и до пред пандемијата имаше многу големи економски проблеми, значи едно девастирано стопанство, буквално украдено стопанство од локални мафијаши. Оваа држава, локални мафијаши, не мислам само на една политичка партија, туку мислам на една цела клика. Зашто тука се работи за луѓе кои не се партиски определени, кои работат, кои соработуваат бизнис, законодавна, судска, извршна власт и они работат на тоа буквално да ја феудализираат оваа држава. Значи, јас сметам дека во овој момент сигурно над 50% е приватизирана Македонија од локалци, од наши луѓе. Така да во наредниот период многу зависи од тие локалци. Тие гледаат сега преку одредени партиски структури повторно да бидат во индиректно или директно во власт, нели влегувајќи со капитал, влегувајќи со врски, фамилиарни врски. Така да од тоа прво зависи. Второ, ако ние успееме во текот на овие избори да ја разводниме таа елита, тој естаблишмент, таа финансиска елита, од тоа ќе зависи колку ние економски ќе можеме да се стабилизираме. Че тука се работи за прогресивниот данок на банките, улогата на Централната банка на Република Македонија, нели нејзиното многу поважно место во економијата на Македонија и комерцијалните банки. Значи контрола на земањето на кредити, кои нели сега се земаат кредити за да се спасиме од сите оние економски удари поради пандемијата, но понатаму ќе треба некои гранки стопански економски гранки во Македонија одново да се рестартираат за да Македонија покаже било какви економски резултати. Не можеме ние да живееме само од кредити или да живееме од пар фирми кои работат во Македонија, да речеме добро. Значи најголем дел од малостопанственици,
средните предпријатија и така натаму се на трусно, на земјотресно подрачје, додека пак непочитувањето на работничките права ќе ги оцелува и понатаму луѓето од овој дел на Балканот на ќе западните земји. Економијата зависи од тоа колку се платени работниците, значи моментот на екстра профитот и распределбата на профитот и незаконитост на екстра профитот и распределбата на профитот кон работниците. Значи кон оние кои го создаваат нели трудот и кои создаваат производството, кои влегуваат како главен чинител во производството. Дали мислите дека актуелната влада презеде доволно мерки по ова прашање? Имаше одредени пакети за социјални случаи, за туризмот, за занаетчиите, извршителите, банките. Дали според вас овие мерки помогнаа во справувањето со кризата? Се уште траат тие мерки, значи резултатите колку се тие успешни ќе ги видиме најверојатно на крајот на јуни, кога луѓето отворено ќе кажат дали тие пакети биле доволни, дали навистина се распределени правично, затоа што има луѓе што ми се јавуваат постојано ми велат јас сум била цел живот невработена, дали можам да го добијам тој пакет, бидејќи во еден момент рекоа тие што се отпуштени поради пандемијата. Па видовте многу смешни ситуации, угостители кои на црно имаат вработено 10 килнери, а двајца се пријавени или еден е пријавен и сега не може да го земат пакетот. И такви нерегуларности, сега мислам дека со овие уреди пак излезат на виделина многу девастирани работнички права. Значи, не само работнички права, туку и незаконито работење. Сега инспекциите треба да работат, би рекла турбо, да влезат во буквално расчешлување на приватниот сектор и на јавниот сектор. Значи во јавниот сектор некои седат дома цело време, некој работи цело во ова време, луѓето влегуваат во ризик во автобуси, секој ден влегуваат во канцеларија, во автобуси, во погони, а некој седи дома. Седи дома буквално сите овие 2-3 месеци, колку трае оваа пандемија, мислам ова, така да го наречам, период на пандемија, и уште може би ќе трае, не знаеме се уште, но исто така за извршителите би го кажал овој момент на замрзнување на побарувањата од страна на извршителите. Мене најголем дел од луѓето, од нашите граѓани ми пишуваат дека еве имаме многу блокирани во Македонија, последниот извештај беше 230.000 од Народна банка, од страна на гувернерката, она нели калкулираше прво 270, потоа излезе 230.000 во ред. Еве, можеби дел од тие луѓе се одселени, дел од тие имаат 2-3 трансакциски, но пак ајде да одиме на некоја бројка од 100.000, па малку ли е тоа? Че тоа се мртви зомби сметки, тие луѓе се во сивиот дел, или работат во неформалната економија, така милуваат од власта сега да ја кажуваат, во неформалната економија. Ако не го работат тоа, ќе останат без леп буквално, но извршителите има прекршувања. Значи, дел од извршителите се уште извршуваат. И во ваков момент на замрзнување на извршувањата, да, дел извршуваат, некои дури испраќаат налози, што е спротивно на уредбата. И најважно се, значи, каматата си тече цело време од страната на доверителот. Значи, што е замрзнато? Замрзнато е само времето на побарување. Побарувањето ќе се случи во, да кажеме, во јули, во август, во септември, најстрашно во октомври, и тоа ќе биде големо. Значи, каматата на побарувањето расте пропорционално секој ден. Така да не знам колку тие мерки ќе бидат плодни. Ќе видиме. Значи, јас очекувам да видам што ќе се случи. Секојдневно добивам пораки од блокирани луѓе, од луѓе кои се разочарани од тоа што се отпуштени преку ноќ. Знаете, преку ноќ се отпуштени. Буквално првиот ден се прогласува вонредна состојба, вториот ден него го отпуштат од работа. А вика за мене нема мерки. Зошто? Затоа што сум вика невработен, не сум редовно вработен. Тоа е страшна работа. Тој човек е хранител на тоа семејство. Имам пораки од сопруг и сопруга, значи маж и жена, кои имаат 2 деца, кои двајцата се отпуштени во, мислам дека беше во Прилеп, од една приватна фирма. Вашето здружение Движење на слободни граѓани направи коалиција со Граѓанско-демократската унија, каде што вие сте носител на изборната единица 1. Бидејќи изборите беа прекинати поради пандемијата, ДИК се уште се нема произнесено за понатамошните рокови за спроведување на изборите, кои што требаше да бидат на 12 април, а исто така бевме сведоци на неколку коалициони средби, кои што на политичките лидери, кои што исто така нема никаков одговор за кога би биле изборите. Еве вие како директен учесник, како гледате на изборите што следат? Мене ме збуни Комисијата за заразни болести вчера што ја слушав и гледав, нели, и пресконференцијата на Венко Филипче, министрот за здравство, кога тие така лежерно, лекари, медицинска фела,
Го спомна оној момент што е доста близу, да кажеме месец и пол, два сега најмногу, нели планираат ова лето да идат изборите, додат изборите. И имаме некои апсурдни моменти од врата на врата. Че од една страна имаме пандемија, имаме проблем во инфективна, имаме луѓе што лежат на респиратори, имаме во 8 септември и во истиот овој момент што имаме сепак секој ден нови заболени. Тоа воопшто да не го заборавиме, имаме луѓе што се позитивни, значи потенцијални бомби што може да пренесат, нели? Како ќе изгледа тоа од врата на врата? Значи тоа е веќе обид за физичка ликвидација, како да ви кажам. Какви неразумни размислувања. Тоа е од прво што приметив. Втората работа што ја приметив, дозвола за митинзи. Каква е таа дозвола за митинзи непристојна оддалеченост? Тој митинг ќе биде регуларен со 2 метра оддалеченост, па нема шанса тоа да се одржи. Тие јадат, пијат, ги носат со автобуси, тие така да речени големи партии. Големите партии не се големи по бројност и големи по членски книжки, него големи по добри мерки и добро владење. Тоа не се големи партии. Во Македонија нема големи партии. Има партии на власт, која злоупотребиле таа власт до сега 30 години. Во овој случај со овие избори лидерски средби. Јас сум против тоа седнување на лидери. Лидери, на што се они лидери? Екс-премиери се. Они се председатели на некои партии кои утре може таа една партија ВМРО, ДПМН или СДСМ да имаат по 10 партијни собрани. Што ќе правиме тогаш? Ќе се вратиме во историјата на големите лидери, кои на народот му се покажале како екстремно лоши во владењето. Како тоа би влијаело на вас и на Граѓанско-демократската унија, партијата со која што сте во коалиција? Ние, како движење на слободни граѓани, тука морам да го споменам мојот соборец Маријан Ненов. Веќе подолг временски период имаме силна граѓанска активност, надвор од парламентот, надвор од власта, не сме врзани политички, ниту во овој момент сме врзани политички. Значи, нашиот пат е граѓанскиот пат, патот за граѓанските права. Јас мислам дека и Маријан ќе се сложи со ова, дека многу сме виделе проблеми, дури и од наши блиски луѓе, зошто, како, каде, пробавте и со собирање на потписи. 1000 потписи за 10 дена не се собираат. Тоа не може и Супермен да го направи, а тоа така го направиле во нашиот закон, да едноставно не може да собереш потписи. Тоа можат само некои мафијашки партии, сега да не им го споминјам името, да го направат со пари, со членство и така например. А зошто Граѓанско-демократска унија? Затоа што имаше најмногу збирање за онаа програма што ние имаме како движење од сите други партии. Во контекст на вашите заложби за евроинтеграциите на Република Македонија, како и поглавијата 23 и 24 од преговарачкиот процес, дали мислите дека ова влада направи доволен исчекор? Владење на правото, усогласување на правото со европското право, со европскиот законодавен систем или оној на Европска унија. Колку сме мрднале ние од мртва точка, тоа е големо прашање. Имаме корумпирано судство, значи не може човек никаква жалба, никаква тужба, знаат напред луѓето, граѓаниве, нема доверба во судството. Мислам да се направи една анкета дека 90% нема да има доверба во судиите. Тие поглавја се одесуваат токму на овие моменти, колку можеме ние да бидеме дел од самиот процес, а не дел од Европската унија. Значи, мора многу големи реформи. Ја да не кажам чистки, пред се во судскиот систем, каде што имаме луѓе кои се дел од една криминална спрега, од организиран криминал. Тука имаме и обвинители, имаме и судии, чешлање, ревизија на нивната работа многу сериозно. Значи, без тоа ни поглавје 23, ни поглавје 24 ќе важи. Од друга страна, ниту пак ќе може да се имплементира. Од друга страна, имаме постоење на некакви нотари, извршители, некакви адвокатски здруженија, ве молам, кои работат во спрега со големи монополи. Работат со банки, со приватен капитал. И тоа е една клика, пак ќе повторам збор клика, на која е дозволено да владее оценка преку овие изфрлени политичари. Тоа се пратеници, ако погледнете кои се пратеници, ќе видите дека се врзани. Кој? Вујна му, стрина му, мајка му е во банка, во управен одбор, во народ, во Централна банка, кој во комерцијална, кој, сега не ги набројувам под комерцијална, не ја подразбирам комерцијалната банка, туку сите приватни банки се комерцијални банки. Спрега, непотистичко, коруптивна, која со еден збор се нарекува организиран криминал. Тој организиран криминал прво треба да се исчисти, да почнеме да зборуваме дека сме правна држава, па потоа да зборуваме за
и да бидеме силни претенденти за реализирање на поглавјата 23 и 24. Изминатите 7 години бевте многу активна во протестите. Бевте учесник во шарената револуција и исто така ги предводевте протестите пред Министерството за правда, кои што беа за против извршителите, нотарите, судиите, обвинителите и нивното работење. Од каде тој порив и таа енергија? Поривот прво бев јас атакувана, го видов нивниот садизам, видов како се однесуваат, можам слободно да ги наречам дури и рекетари, се јавуваат и во 12 на полноќ, потоа изнудуваат пари, буквално како ние улични лихвари за кои сум слушала, нели, од скопските приказни како работат, нели, постојано ти се јавуваат, се појавуваат така натаму за заем која да зема. Во овој случај нема заем, во овој случај има виртуелна сума која е создадена од таа спрега која од 2000 ти прави 25.000 денари да платиш. И сега луѓето, огромната бројка на луѓе кои ме запирале на улица, кои ми се јавувале по телефон, со кои сум почела да контактирам, кога видов колку многу случаи се во прашање и кога видов дека па никој не се залага за тие луѓе. Значи тоа е огромна една, тоа е прекаријат. Тоа се луѓе кои се привремено невработени, кои се хонорарци, кои се вработени на минималец, кои се пензионери. Ги има толку многу и кои во еден момент едноставно не може да плаќаат виртуелни огромни напумпани измислени долгови. И видов дека во прашање е огромна неправда, која мора некако да се реши таа неправда, да се прекине тој ланец на неправда. Од таму е мојот порив и сметам дека нема да престанам. И дека сметам, сигурна сум, знаејќи си во својот карактер, дека нема да застанам. Дали имате тим или сте сами во борбата против Голијат? Па не сум сама, за среќа. Че не сум сама, имам тим, многу сум задоволна од тимот. Тоа се луѓе со кои делиме многу слични идеали, во смисла на помош во контекст на човекови, граѓански права, работнички права, че луѓе кои навистина искрено и честно сакаат да се смени нешто во оваа држава. Че тоа не се клиенталисти, ниту пак и јас сум ги мразела секогаш фотелите и луѓето кои ќе те примат или директорот па оние церемонии, ке секретарката и така натаму. Тоа се луѓе блиски на граѓаните, луѓе кои сакаат да комуницираат со секого, а инаку се подковани за целата оваа работа, значи и правно, и од економски аспект, и од медицински аспект, и образовен аспект, значи од аспект на енергетика. Значи тоа е еден мал тим, можеби не преголем, не премал, но многу подкован. Јас сметам дека околу мене има четворица, петорица кои се посилни од четворицата, петорица силните тимови на СДСМ и на ВМРО ДПМН. Така да не сметам дека баш со Голијат имам работа. Можеби е Голијат во економска, во финансиска смисла и Голијат е во таа клиенталистичка смисла, но не е Голијат во желбата да помогне на луѓето. Таму се манечки, таму се не се, толку се мали да не би ги коментирала. И за крај, што ќе им порачате на нашите граѓани? Па масовно да пишуваат и понатаму. Значи масовно да ни се обраќаат, пред се на Маријан Ненов и на мене, бидејќи ние, нели, целото движење на слободни граѓани го држиме во смисла на помош на тие луѓе, непрофитабилна организација, значи едноставно тој движење без жиросметка, без, нели, желба за грантови и така натаму, тука е чиста желба за помош. Ја би им порачала да и понатаму ни се јавуваат, и понатаму контактираат со нас, бидејќи имаме и адвокати, и пријатели, правници кои работат, може да помогнат. Тоа би им препорачала.